Во името на Бог Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Нека сите заедно да запееме и да го прославиме Божиото име со песната број 37. Сега во Христово име, тука сме соберени, Словото му драгоцено, радосно да слушаме. Помеѓу нас биди ти, о Господи, помеѓу нас биди ти, о Господи. 37 број. Сега во Христово име, тука сме соберени, Словото му драгоцено, радостно да слушаме. Помеѓу нас биди ти, о Господи. Помеѓу нас биди ти, о Господи. Уште додека сме живи, нека да ти дадеме и со покорност ко тебе крстот свой да носиме, додека пристигнеме во Твојот дом. Додека пристигнеме во Твојот дом. На небесен јазик таму ние ке ти служиме од срце, заедно со ангели. Таму ке сме со Бог ние пресреќни. Таму ке сме со Бог ние пресреќни. Продолжение, слушнеме текстот од Исаја, 55 глава, првиот до 9 стих. Ако некој сака, може да излезе да го прочита. Јас ќе му најдам. Има ли некој кандидат? Исаја 55, 1 до 9. Никој ли не знае да чита? Тогаш ќе го прочитам јас, ако некој не се осмелува. Исаја 55, 1 до 9 вели вака. Вие што жедувате,
дојдете сите при водите. Дури и вие кои немате пари, дојдете, купувајте и јадете. Дојдете, купувајте вино и млеко без пари и без плаќање. Зошто да трошите пари за она што не е леп и заработката своја за она што не наситува? Послушајте ме внимателно и јадете што е добро, и душата ваша нека се слади со сочни јадења. Приклонете головото и дојдете при мен. Послушајте и душата ваша ќе биде жива. Ќе склопам со вас вечен завет, неизменливи милости, ветени на Давид. Ете, него го дадов сведок за народите, водач и заповедник на народите. Ете, ти ќе повикаш народ што не си го познавал, и народите кои не те познавале, ќе побрзаат кон тебе, заради Господа, твојот Бог, заради светецот Израелов, зашто тој те прослави. Барајте го Господа додека можете да го видите, најдете. Викајте го додека е близу. Нечестниот нека го остави патот свој и беззаконникот помислите свој и нека се обрати кон Господ нашиот Бог. И тој ќе го помилува, зашто е многу милостив. Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта, вели Господ. Но како што е небото повисоко од земјата, така се и моите патишта повисоки од вашите патишта. И мислите мои повисоко од вашите мисли. Сега ќе ве замолам да се справите за молитва. Колку прекрасно е Словото кое ти ни го испраќаш и во ова неделно утро, Господи Боже наш. Ти го испрати тоа Слово до Твојот народ Израелот, но го испраќаш и до нас денес и до секој оној кој му да слуша и го насочува кон Тебе. Слово полно со ветување, со охрабрување, со живот. Ти благодараме за тоа што Ти тоа Слово го испраќаш и до нас ово утро, во кое можеме навистина да ја согледаме Твојата љубов, Твојата благост, Твојата добрина и грижа за секој еден човек, поканувајќи го да се одврте од сето оно што е минливо на овој свет, распадливо и краткотрајно, и да го сврти својот поглед кон она што е навистина вечно и останува за секогаш. Словото Твое, самиот Ти, о Господе Боже, кој сакаш да бидеш живата храна во животот на секој еден човек, и за стар, и за млад. Ти си истиот, ги задоволуваш потребите на срцето наше, бидејќи Ти отвораш својата рака, наситуваш се што има живот во себе. И благодараме за Твоите добрини, со кои го исполнуваш нашиот живот, и за сета Твоја милост, која од ден во ден ни ја покажуваш на најразлични начини. О, Господе, Те молиме, дај ни едно благодарно срце за сета Твоја добрина која сме ја доживеале во нашиот живот. Со благодарност секој ден од нас да го живее своето секојдневие, гледајќи кон Тебе, благодарејќи Те на Тебе, действувајќи на надвор околу себе, водејќи и другите кон Тебе. Те молиме, Господе, Ти благослови во Твоето Слово ово утро, овде и насекаде каде што тоа ќе биде проповедано, разгласувано и опатувано. А, Боже Небесен, Те молиме, благослови ги срцата кои Те бараат, оние кои копнеат по Тебе, Ти им се откри. Ти ги исполни нивните срца со Твоето присуство, со силата од Светиот Дух, за да бидат препородени, обновени и навистина коренити во Тебе. Боже Небесен, не Те молиме само за нас, туку насекаде каде што утро се собираат двајца или тројца, или во поголем број во името Твое, Ти да бидеш и таму помеѓу нив. А посебно Те молиме да бидеш со оние кои не се тука помеѓу нас, а кои сакаат да бидат, кои се болни, или се стари, изнемоштени, или некаде на пат, во било каква ситуација да се наоѓаат. Ти ги познаваш најдобро, знаеш кој каде се наоѓа. И затоа Те молиме, посети го таму каде што е, и нека навистина приме Твојот Дух и ово утро. И неговото срце да биде поттикнато и охрабрено, да дојде што поблиско до Тебе, предавајќи се на Тебе, да бара Твојата близина. Те молим и за сите оние кои страдаат од разни неволји, Ти да бидеш и со нив,
во нивната ситуација и тоа утро да зборуваш, за да се доближат уште поблиско до тебе, да откријат дека само во тебе е вистинската помош, вистинската сигурност и заштита во овој свет. Да, Боже небесен, те молиме ти подејствувај и привлечи уште многу срце кон себе, кои те бараат, кои сакат да те пронедат и кои сакат да ти служат. Нека биде прославено Твоето вечно име, бидејќи само Ти си достоен да бидеш прославуван. Послушај ни сега, заради името на нашиот заеднички Господ и Спасител, а Твојот возлюбен Син, Исус Христос. Амин. Нека во продолжение да испееме заедно и песната број 46. О, колку звучи пресладко Исусовото име! На земјата и небото помило нема име. На царот да му пееме, да славиме од срце, што нема нигде по цел свет подрагоцено име. 46 број.
По продолжение ќе прочитам уште од Евангелието според Лука, 13 глава, исто така од 1 до 9 стих. Евангелието според Лука, 13 глава, 1 до 9 стих вели вака. Во истото време беа присутни некои кои го известија за настанот со галилејците, чија крв Пилат ја смешал со нивните жртви. Исус им одговори и рече: мислите ли дека тие галилејци биле најголемите грешници од сите галилејци, па затоа така настрадаа? Не, ви велам, но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. Или мислите дека оние 18 души врз кои падна Силоамската кула и ги уби, беа највиновни должници од сите други што живеат во Ерусалим? Не, ви велам, но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. И ја кажа оваа парабола: некој човек имаше во своето лозие насадено една смоква, па дојде да бара од неа плод, но не најде. Тогаш му рече на лозарот: ете, 3 години доаѓам и барам плод од оваа смоква и не наоѓам. Пресечи ја. Зошто само да ја испостува земјата? А тој му одговори и рече: Господаре, остави ја и оваа година, додека да ја обкопам и ставам ѓубре. Па ако роди добро, а ако не даде плод, тогаш година ќе ја пресечеш. Мило ми што можеме и ово утро да бидеме заедно, собрани околу Словото Божјо, да пееме и да го прославуваме. Оној кој што единствено е достоен за секоја чест и за секоја слава. Темата која што би сакал да не води на нашето размислување овој час гласи: услови за бесплатно спасение. Услови за бесплатно спасение. Јас врска со таа тема би се навратил повторно назад на текстот од книгата на пророкот Исаја, 55 глава, 1 до 9 стих. Се разбира дека овие два текста се тесно поврзани меѓу себе и со текстот од Евангелието според Лука, затоа што всушност зборува за една и иста тема. Во Евангелието според Лука, Господ Исус ги поучува оние кои што се собрани околу Него, ги предизвикува да размислат во нивното размислување и обидување, затоа што мнозина во тоа време размислувале штом падна Силоамската кула врз тие души ги утепа. Значи тие навистина биле грешни. Или нешто слично кога ќе се случи, некоја несреќа, нешто недобро во животот на некој, мнозина тоа го поврзувале како да е казна од Бог заради нивните претходни постапки. Но Господ Исус таму им вели: но не мислите така дека тие биле најгрешните луѓе. Всушност не се работи за тоа, туку се работи за тоа што еден или повеќе животи завршиле на земјата. Настапила смрт. А смртта значи одделување од Бог. Тие луѓе умреа. Умреле во нивните греови, во нивното далеченост од Бог, во одредена ситуација од нивниот живот. Но Господ Исус ги поканува да размислат за својот однос со Него. Ако не се покаете, вели, сите така ќе изгинете, односно сите вие ќе бидете одделени од Бог, од Неговото присуство, од Царството Небесно. И овде во тој контекст самиот Бог ги повикува израелците
да размислат во својот живот зашто и кон што ги трошат своите средства, својата енергија, своите планови, своите постапки и својот живот. Овој текст од книгата на пророкот Исаја е еден прекрасен текст од Стариот Завет, често нарекуван повик за бесплатно спасение. Тој дел се наоѓа во рамките на така наречениот или така наречената книга на утехата. Книга на утехата, која е била упатена до израелскиот народ, кој бил во вавилонско робство, страда, е измачуван, починет и им дава и им испраќа надеж за враќање и обнова на нивниот однос со Бога. Аз, драги браќа и сестри, драги присутни, верувам дека секој еден човек во еден дел, ако не во целиот свој живот, бил или е роб. Роб на ѓаволот кој го користи таквиот живот за да го прави несреќен, за да се е зло, да се е немир и несреќа. Верувам дека секој еден од нас доживеал како бил потиштен, изнамачен, изнаранет, обесхрабрен, разочаран, и кој имал потреба и има потреба да слушне токму такви зборови полни советувања, но зборови кои не остануваат празни, туку кои го наоѓаат своето исполнување тогаш кога едно такво срце се отвора за Божиот глас. Верувам дека мнозина од нас можете да го посведочат тоа. Како Бог го ослободил тоа срце, наместо со немир и несреќно го исполнил со мир, вистинска среќа и радост. Ова овде не се само зборови на теорија, туку зборови кои доаѓаат од живиот Бог, действувале во тоа време, действуваат и денес, во денешно време, под полна парија, со полна сила, за оној и кај оној кој се отвора за тоа слово. Повик до жедните. Може би некој од вас ќе се каже, па сега слушајќи во тој текст, што важи тоа за мене? Мојот живот веќе полека одминува. Тоа важи за помладите. Што може повеќе од мене да се очекува? Јас стар и изнемоштен. Но Бог продолжува да зборува. Затоа што Тој го познава секое срце, па дури и на младите и на постарите, и знае со што се исполнети и од што имаат потреба. Ова е еден повик како да стои некој на пазари на целиот глас да вика. Дека својата роба ја дава бесплатно. Секој што сака да дојде, да си земе од кај него. Сакајќи да покаже добрина или милост. О, сите вие што сте жедни, дојдете, приводите. Зошто токму тие зборови си упатени? Тоа се зборови метафорични за духовната празнина на човекот. Човечкото срце кое е жедно за правда, жедно за добрина, за прифатеност, за љубов, жедно за живот. А тоа е токму оно што Бог го поставил во нашето срце, да копнееме по животот, да го сакаме,
и да ги шириме нашите раце за некој. Бесплатна дарба. Бог ги повикува сите, дури и оние кои немаат пари, односно сребреници во тоа време, да купат вино и млеко, кои се символи на изобилство и радост. Сетете се само што им велеше Бог на израелците пред да ги воведе во ветената земја. Ке ве воведам во земјата во која тече мед и млеко. Значи во која има се во изобилие. Се што ви е потребно за вашиот живот. Како што велиме ние, кога ќе видиме некаде огромно изобилство, огромна трпеза поставена, откриена со разни јадења, па таму имаше и од пиле млеко. Иако тоа не постои. Но метафората е дека имаше се и се што. Дури и тоа што не сме го очекувале, ниту замислиле, сме го нашле таму на таа откриена трпеза. Затоа и овде виното и млекото се синоними на изобилство и радост. И пораката во ова е вистинското задоволување на душата, дека таа може да се задоволи само во Бога. И не може вистинското задоволување да се купи со материјални добри или со лични заслуги. Тоа е Божјата добра милост за секој еден од нас. Дојдете вие кои сте жедни и уморени. Има ли некој кој не е уморен? И кој не е жеден за подобри нешта. Да одмине тешкото време, да одмине лошото време, да дојдат подобри времења. Дојдете при водите. Повикот овде во Исаја за жедниот наоѓа свое директно исполнување во зборовите на Исус во Евангелието според Јован. И таму е представен самиот Господ како жива вода. И можеме да видиме дека тоа е истиот Господ кој се јавува и во Стариот и во Новиот Завет. Бог кој поканува во Стариот Завет, дојдете кај мене вие кои сте жедни, ќе ви дадам пиете жива вода. И Господ Исус понатаму вели со самарјанката на бунарот, секој што пие од оваа вода, од бунарот, пак ќе ожедни. А кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема никогаш да ожедни. Затоа што неговата душа ќе биде подкрепена, освежена. Па дури и да е на 100 години. Дури и тогаш може да настапи вистинско подкрепување и задоволство во близината Божја. Преку храната и питието што Бог ни ги дава. И во Јован повторно во 7 глава, Господ Исус вели, ако некој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие. Можеме да видиме со што е споредено Божјото Слово и таа близина до Исус. Со најнеопходните нешта во животот. Со водата и храната која е потребна за телото. Водата која дава свежина, ја поврќа силата во телото на изнемоштениот кој можеби долго време веќе не вкусил вода. И храната која го подкрепува, исто така, го подига телото. И откако ќе се најадеме, ќе кажеме, сега можеме повторно да продолжиме да работиме. До тогаш не било повеќе можно. Затоа што телото е изнемоштено и ослабено. Но откако ќе ја примеме потребната храна и течноста за нашето тело, добиваме нова сила. Така Бог ни открива дека Тој ќе ни подари нова сила, нова свежина,
нова подкрепа, ако дојде секој ден кај него и бара од него. Го ја бара близината негова, ја бара храната од него за душата своја. Во Евангелието според Јован, Господ Исус се идентификува како оној што го нуди бесплатниот дар на спасението и вечниот живот, исполнувајќи ја пророчката слика токму од книгата на пророкот Исаја. Кој е жеден, нека дојде кај мене. Ги наоѓаме истите зборови и во Исаја, и во Евангелието според Јован. Зборува истиот Бог во различни лица. Но исто така преку тие зборови, преку тој текст, Бог повикува за народот да се преиспита себе си и секој ден од нас да се преиспита себе си. Бог поставува прашање кое е крајно актуелно и денес. Зошто да ги трошите сребрениците за она што не е леп? Колку пари се расфрлаат за она што не е леп? Што му е потребно на човекот за да може да живее? Една соба, каде што главата може да се ја заслони од невремето надвор, еден кревет, да има храна и облека. Што друго му е потребно? Кога би го имале сето тоа постојано, зарем би имале потреба од нешто друго? Тоа се главните потреби за човекот да може да функционира и да живее. Зошто да ги трошите сребрениците за оно што не е леп? Да се инвестира енергија во работа што не може да не исполни суштински. И на крајот, после огромниот труд вложен, многу луѓе се разочаруваат, не добивајќи го резултатот кој што го очекувале. Затоа што мислеле во повеќето пари, ако имаш, ќе имаш повеќе радост во животот и повеќе среќа. Ќе бидеш среќен и задоволен. Но и тогаш увидуваат дека остануваат сами со своите пари. Ако не се насочи погледот кон вистинскиот извор на секое добро. Светиот Августин е познат по една негова изрека. Во поглед на ова што вели во книгата на пророкот Исаја, зошто да ги трошите сребрениците за она што не е леп? Тој рекол, неспокојно е нашето срце се додека не се смири во тебе. Тој долго време се борел во својот живот, со својата внатрешност, со своето срце. Се додека не пронашал мир во Бога. Тој увидел дека ништо материјално не може да ги задоволи потребите на неговото срце, не на неговото тело. Кој имало потреба од вистински мир, спокојство, смиреност и увереност во опростувањето на гревовите. И затоа рекол, неспокојно е нашето срце се додека не се смири во тебе, Господи. Само тогаш човекот го наоѓа вистинското спокојство. Дали тоа ќе е на 20 години, на 50 или на 90. Божјото Слово и Божјиот повик важи до секој еден. Бог понадолу ги повикува на покаяние. Овде се нагласува итноста. Барајте го Господа додека може да се најде. Ова не е закана, туку еден
Повик исполнет со љубов која објаснува, ја открива реалноста. Барајте го Господа додека може да се најде. Повик до еден безбожен или неправеден, оној кој што наранет со и натоварен со греови и вина, чие што срце е онечистено и во грев. Обеспокоено, да го остави својот пат. Кога ќе се направи тој чекор, витувањето е огромно. Бог е подготвен да умножи простување за секој што ќе се сврти кон него. Барајте го Господа додека може да се најде. Некој наполнил можеби 70 години и се уште не го пронашал Господа. Затоа што тоа не го направил од целото свое срце, туку многу пати го правил тоа само површно. Можеби се молил и покажувал некоја желба за некој пронаоѓање, но Бог го познава неговото срце. Кои се вистинските намери во него? А јас сум убеден дека ако срцето е искрено и таму каде што е искрено, Бог си наоѓа пат до тоа срце. Па дури и да е на 70 или 80 години. И кога безпокоено, кога повикува кон Господа, тој повторно тука да го смири срцето, да го подкрепи, а дури и да го развесели. Имаме многу примери од Словото Божјо кои зборуваат за истото. Како кога човек бил далеко од Бог, почнал да го бара, Бог му се открива и дозволи да биде пронеден. Ако се подсетиме само на примерот со блудниот син или изгубениот син, кој отиде во светот, потроши се што имаше, го занемари домот на таткото свој и удобноста која што имаше таму, кога дојде на себе, се покаја и се врати назад. Татко, сгрешив против небото и против тебе. И повторно му беше овозможено да биде син. Да го има своето достоинство. Да биде почитуван. Да биде снабден со облека и храна и се што му беше потребно. Тоа е всушност за сликата за секој човек кој залутува во својот живот и во еден одреден момент го слуша Божиот глас и повторно се враќа назад. Или за прв пат се враќа назад кај својот Создател. Се предава на него и Бог го исполнува таквиот живот со вистинско блаженство и вистински мир и радост. Барајте го Господа. Барајте го Царството Божјо. Да се бара Бог додека може да се најде. Затоа што ќе дојдат моменти кога повеќе нема да го има човек тоа време и таквата прилика. Тоа е всушност и ехото на централната порака на Господ Исус за Царството Божјо. Барајте го најнапред Царството Божјо и неговата правда и се друго ќе ви се придодаде. И понадолу завршува со прекрасните стихови кои велат: зашто вашите мисли не се мои мисли и моите патишта не се ваши патишта. Како што небото високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта. И моите мисли над вашите мисли, вели Бог. Што сака да каже? Дека и тогаш кога изгледа нешто невозможно, и тогаш кога изгледа невозможно за некој човек да се обрати кон Христос или да прими опростување и нов живот, и тогаш Бог е способен да го направи тоа. Како што го направи со разбойникот на крстот, како што го направи со Савле, кој ги гонеше христијаните, Бог му даде нов живот. Кога беше тој спремен да го прифати и да се сврти и да застане целосно на страната на живиот Господ.
Божите мисли не се наши мисли, ниту пак Божите патишта се наши патишта. И тогаш кога не знаеме како некој да го подкрепиме и охрабриме, и тогаш Бог може да најде начин како да испрати својата помош и својот благослов до таков еден човек, кој има потреба од неговото присуство, од неговото действување, од вистинско освежување во својот живот. Затоа што Бог не действува така како што ние најчесто мислиме, посакуваме или очекуваме. Тој си избира своји патишта и свој начин да го даде својот благослов и да биде доживеан неговиот благослов. Овој текст е промена, односно повик за промена на нашиот фокус, на нашиот поглед на нештото. Тој не поттикнува да престанеме да ја бараме среќата на места каде што ја нема и наместо тоа да се обратиме кон изворот кој нуди бесплатно изобилство на живот, простување и длабока смисла. Тоа е пораката за надеж која не уверува дека Божјата љубов е секогаш поголема и подалеку сежна од нашите грешки и нашите ограничени сваќања. Нека и денес и секој ден одново да се впуштаме во таа Божја љубов, во неговите преградки, преку неговото слово, за да доживуваме како тој не води, не оснажува и не подкрепува, а дури и кога е некој 90 години. И тогаш ќе знае да каже, до тука Господ ми помогна и понатаму мојот живот е во неговите раце. Со задоволство и благодарност оживеам секој ден кој тој ми го подарува. Нека тој биде прославен кој не повикува, а кој ние смееме да одговориме на тој негов повик. Во Исус Христос, тој своите зборови ги прави вистински и своите ветувања ги исполнува. Тој нека биде прославен сега и во сите векови. Амин. Нека во положение сега заедно да испееме песната број 323. Јас ќе одам при Исуса, знам сигурно, тој ме вика, слушам весело. Не ќе ме остави ниту заборави, но со љубов ќе ме прими во својот дом. Тој ме вика, слушам весело. 323 број.
Прославен биде Ти, Господе Боже Небесен, кој не заборави нас тоа неделно утро, но не го испраќаш Твоето Слово, кој е охрабрувачко и поттикнувачко, кој не предизвикува да размислиме за нашиот земен живот, со што е исполнет, кон што копнееме, кон што тежнееме. И често пати, навистина, знаеме да се занесеме, оддавајќи им огромна важност на материјалните нешта, кои се одминливи и краткотрајни. Те молиме, Господе, Ти поучувај во срцата наше, секој пат повеќе и повеќе да копнее по Твојата близина, по Царството Твое, по Словото Твое, по присуството Твое, дозволувајќи Ти да го предводуваш, го водиш, да го заштитуваш и пазиш секој негов чекор. Те молиме, Господи, во овој ден, нека нашиот живот да биде едно вистинско сведоштво за името и за делата Твои. И во овој ден да бидеме благослов и за другите околу нас, и поттик за другите околу нас, да се предадат на Тебе, да дојдат кај Тебе, да Те следат Тебе. На Тебе се оставаме, на Тебе Ти се молиме, на Тебе Ти благодариме. Во името на нашиот Спасител, а Твојот возлюбен Син, Исус Христос. Амин. Нека сега во продолжение да ги слушнеме децата, ако имат нешто припремено. Благодариме. Да, ви е потребно трпение. Со ова сме при самиот крај на оваа богослужба, што се однесува до информациите. Во среда во 5 има молитвен час, а следната недела во Струмица повторно имаме вечер на славење, исполнет со многу песни, со простор за да се молиме еден за друг. Тоа ќе биде во недела во 19 час. Може слободно да се придружите, доаѓате од другите заедници, се собираме, заедно прославуваме и се радуваме. И во тие моменти на Божјото присуство и присуството на секој еден кој е покрај нас. Значи, во недела, во 19 часот, секој кој сака може да се придружи во Струмица. Мислам дека друга информација нема за сега или има? Да. Нема нешто друго. Тоа ќе ве замолам да се исправите, ќе испееме првата строфа од песната број 216. Првата строфа и ќе завршиме со благослов. 216 број првата строфа. Води ме, Спасителе, и јас да не залутам. Сигурен сум со Тебе, биди до крај со мене. Води, води, преку целиот мој живот. Кога се ми пропаѓа, во Тебе утеха. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин. С тоа службата е завршена, а после богослужбата ги замолувам тие кои се дел од одборот и се тука за кратко да останат.
Ајде,